ќе почекаме да излезат ВМРО-вците, бидејќи не ги интересира овој закон, затоа што не ја сваќаат суштината и важноста на овој закон. Ве молам да бидеме внимателни на речникот, ве молам. Да, јас сум тука да им ја објаснам сега суштината и важноста на законот. Значи, станува збор за законот за придонеси од задолжително социјално осигурување, кој што е донесен 2008 година, кога ДПМН доаѓа на власт и ја прави реформата со тие нивни познати десничарски јастреби, неолиберална се разбира. Тоа се фронтмените на тогашната нивна идеологија, Трајко Славевски, сегашниот гувернер на Народна банка, и Зоран Ставревски, тогашниот министер, кој што беше познат по изјавата "Ние сме лудаци", дека ние трошиме на чоколада, а немаме за леп. И бидејќи станува збор за две сродни партии со СДСМ, СДСМ кога дојде не ја ухина оваа поразителна реформа, неолиберална, со нивната trickle-down економија, дека кога богатите ќе имаат многу и тоа што ќе им капнува на сиромашните ќе биде доволно за да се постигне социјалната правда. За тоа колку немале компас овие кога ја носеле реформата, говори и податокот дека овој закон до ден денеска има 28 измени и дополнувања. Значи не се знае кој пие, кој плаќа. Каша попара е текстот на законот. Сега, што направи овие десничарски јастреби со овој закон? Прво, овој закон ги опфаќа сите придонеси од социјално осигурување, значи пензиско, инвалидско, здравствено осигурување во случај на невработеност и бенефициран стаж. Тие го воведоа концептот на бруто плата, проектот животен на Трајко Славевски, овој кој се ежи од левичарски термини како солидарност или меѓугенерацијска солидарност и слично. И со овој концепт на бруто плата, да знае јавноста, се укина хранарината и патните трошоци на работниците. Следно што направија е ги испразнија државните фондови и воведоа приватни играчи, па така имаме втор, трет пензиски столб и имаме приватно здравствено осигурување. Значи, го напуштија оној француски кој е малтене европски модел, дека 1/3 од бруто платата оди за придонеси. Тоа значи, ако земате 30.000 денари плата, 10.000 ви зема државата. И не е тоа само кај нас. Така е од кога постои задолжителното социјално осигурување. И наместо сега да одат кон тоа да ги зголемуваат придонесите, бидејќи фондовите се празни, тие одат со убиствена стратегија, ги намалија придонесите за 3-4% во време на Груевски, ги намали придонесите, тргнувајќи од таа бизнес логика дека бизнисмениве ќе бидат по-стимулирани, ќе им остануваат повеќе пари, ќе бидат по-стимулирани да ги наградуваат работници. Не, напротив, ќе бидат стимулирани да си ги стават во джеб, а работниците пак ќе работат на минималец. Следно што воведува е прекаријатството. Прекаријатот е новата опасна класа која ќе пресуди на ДПМН, бидејќи најголем бројот прекаријатот ја сочинуваат младите фриленсери. Тие воведоа хонораризација на работништвото. Идеолошки гледано, прво етимолошки ако сакате гледано, зборот прекаријат доаѓа од латинскиот збор прекариум, што значи измолен. Тоа значи зависен од милоста на друг. Така патер фамилијасот, тие лица кои биле под негова власт, им давал да се занимаваат со дуќанче, со нешто, но зависеле од него. Истото се случува и денес. Вие немате никакви работнички права ако сте во прекаријатски однос, во хонорарен однос со вашиот работник. Па така, наместо договорите за работа или за вработување, сега имаме договори за дело. Имате АПВ, агенции за привремени вработувања, кои што наплаќаат провизии. Еве сега последно беше во ЈСП во Скопје. Вашиот Орце ќе наплаќаше 14 или 8% провизии за основна дејност, за шофери да вработи преку агенција за привремени вработувања. Па побогу, зошто ни е нас агенцијата за вработување, ако сите вработувања во јавен сектор одат преку вашите бизнис спонзори кои што си отвараат агенции за привремени вработувања? Или, што направи ДПМН? Направи од 6 месеци определено работно време, го зголеми на 5 години. Па каква е таа сезонска работа која трае 5 години? Тоа треба да трае
летно време, вака, кога има туристичка или земјоделска работа, 3 до 6 месеци, толку беше во Југославија. Не, сега е до 5 години, затоа, за да ве држат на кратко јаже како работник, да не можете да штрайкувате. И сега, нормален десничар на ова ќе ја рече, па исто права имаат, и овој оди на работа, и овој оди на работа. Ајде да видиме дали имаат исто работнички права. За разлика од обичен работник, кој има склучено договор за работа, овие кои што се со договор за дело немаат следниве права. Немаат право на пауза, немаат право на отсуство, немаат право на годишен одмор, немаат право на регрес за годишен одмор или К15, немаат право на боледување, немаат право на систематски медицински преглед, немаат право на синдикално организирање и немаат право на штрајк. Значи, суштинскиот корпус на работнички права од трудово-правната легислатива, овие луѓе го немаат. И затоа одликата на хронична несигурност е одлика на овие, и тие се вашата гласачка машинерија, тие кои ги ангажирате хонорарно по министерствата, по агенциите и ги држите на кратко јаже со договори од 5 години, тие 300.000 фиксно ве гласаат. И така го одржувате вашиот бизнис повеќе партиски модел, кој не е повеќе партиски, затоа што и двете партии истото го применуваат. Следното на оваа реформа на десничарските јастреби е зголемување на класните разлики. Богатите во Македонија секој месец стануваат се побогати, сиромашните стануваат се посиромашни. И затоа ќе имаме премиер со саат од 60.000 евра и затоа ова води до распаднато општество. Имаме еден налудничав феномен, да воведете максимална основица за плаќање на придонеси. Ај сега да го објасниме попластично во пракса што тоа значи. Максимирате на 16 плати и плаќате придонеси само на 16 просечни плати. Се што е над тоа е ослободено. Дисконт дава државата, пошто има многу пари, фондовија се полни и ќе ги ослободуваме. Па така имате. Во 2025 година највисоката плата според УЈП била 325.000 евра. Можете да замислите колку е тоа. 325.000 евра плата. Друго е што ова е изигрување на законот, затоа што е скриена дивиденда, но тоа е за органи на прогон, не е за овој говор. Или посликовито. На обичен работник кој работи за минималец, му требаат 60 години за да заработи колку овој ултрабогаташ кој ве спонзорира, заработува за еден месец. Еден месец, наспроти 60 години. Дали сваќате колку се тие класни разлики? И сега, наместо на овој ултрабогаташов, кој си исплатил плата од 325.000 евра, плата за еден месец од 325.000 евра, да му земеме 1/3 придонеси како што е во цела Европа, ние му викаме, ќе ти земеме придонеси само на 16.000 евра, а другите 308.000 евра ќе ти ги опростиме. Дисконт ќе ти дадеме. Значи, ќе му земеме само 5% од реалниот доход, а 95% попуст ќе му дадеме на ултрабогаташов. Ама на овој кој зема минималец, 100% ќе му земеме. Ни 5% попуст нема да му даде. А на овој ќе му даваме 95% попуст. Тоа го донесовте вие. И ајде сега демохристијански тоа да ви го објаснам. Ова е во Евангелието по Матеј во Библијата, каде што пишува: водачи слепи и безумни, вие комарецот го цедите, а камилата ја проголтувате. Тоа го правите вие. И еве ова што води во пракса. Еве ви исповед од една жена на Фејсбук. Вика: јас не знам кај да се обратам за помош. Дадов отказ од работа, одам во фондот денеска за да ме вратат и ми викаат сум го надминала остварениот годишен приход и мене не ми следува осигурување здравствено од државата и треба сама да си платам. Разбирате ли вие што е законов денеска што ќе го гласате против? Значи, работите за плата еве од 500 евра да речеме. И работите 6 месеца. И ве брка работодавецов, и идете вие у фондот за здравство и ви викаат вака: а не, ти пошто си зимала сега над минималецот плата, сега ќе треба сама да си плаќаш осигурање или сам да си плаќаш во наредни додека си не вработен. Па за кој побогу е тој концепт на safety net, мрежа за да не заштити од паѓање? Па тогаш кога му е најпотребно на работникот, кога останал без работа, наместо системот да го заштити, бидејќи си плаќал он додека бил способен да плаќа,
Наместо тогаш, баш поради тоа, ти му викаш, не, сега сам ке... Па како да си плаќа кога останал без работа? Тоа сакаме да се смени во законот. Државата да плаќа на оние кои ќе останат без работа, без оглед на тоа колку пари земале, бидејќи сега е минималец. И видете сега, не е само минималец лично за себе, туку во законот вика, во приходи се земаат и сите приходи на членовите на семејството. Значи, син ти ако живее со тебе, жена ти и слично, накуп ги земаме овие и ги рачунаме, земаш над минималец 450 евра, готово, сам ке си плаќаш 50 евра месечно осигурање. Сега, следното што ДПМН го направи, е тоа што во транзицијата, која секогаш се поврзува за СДСМ, а фактографски ВМРО биле повеќе на власт од СДСМ, имаат антиработнички биланс пар екселанс. Од тука таа партија не е народна, туку е буржујско-олигархиска партија. И тие во Македонија го воведа феноменот на сиромашни работници. Работници кои треба да работат по 2-3 работи парт-тајм и слично, за да преживеат. Еве што фактографски ДПМН им одзема на вработените. Помал годишен одмор, и муки на хранарина, и муки на патарина, воведе жолти репрезентативни синдикати, на невработените сами да си плаќаат, не можат да земат на доместо како си дадат спогодбен отказ. На пензионерите им ја укина пензијата по основна стаж која постоеше само во Југославија и дури еве видите на Демохристијанска партија им го укина здравственото на монасите, а им го остави на владиците и на поповите. На овие кај што одите на баци рака на секој настан и тука што ги викате клиров, им го оставивте, а на овие просветлениве кои тихуваат во молитва во манастир, им го укиновте. И сега монасиве немаат здравствено, поповиве имаат. Демохристијанска логика пар екселанс. По дефиниција на Светска здравствена организација, здравието не е само отсуство на болест. Здравието е дефинирано како потполна физичка, психичка и материјална благосостојба. Сиромаштијата е болест по дефиниција. Сиромашните умираат, богатите се лечат. Тоа го воведе ДПМН како систем. И сега ми текнува на една парола за време на протестите на хонорарците, која беше многу интелигентна и викаше вака: немаме пари за погреб, тоа не држи у живот. Баш така е. 2000 евра ти треба сега, ако имаш мртовец у фамилија да го закопаш. Ако имаш гробно место, ако немаш 5000 евра ти треба. А фондот ти враќа 40.000 денара. Значи само за пензионер, ако умре млад, ќе земаш флекси кредит, брз кредит, кеш, за да си го закопаш роднина. Тоа воведува десничарите во Република Македонија. Следно, го третираме здравството не како политичко прашање, туку како додаток на луксузот. И видите го парадоксот. Оние кои во Југославија ги градеа болниците, денеска не можат да се лечат и умираат по ходници, умираат во мувлосани кревети. Схоластички градиме здравствени политики од канцеларија, без никаков пристап со инфраструктура, со реалност, со доктори, со медицински персонал и слично. И парадоксот е во тоа што токму сиромашните имаат најголема потреба од здравство. Затоа што прво условите за работа тоа им го прават. Не е исто ако дишете цел ден прашина како рудар и ако си седите у влада и ставате печати цел ден. Или исхраната. Не е исто да јадете лепи маргарин цел ден, бидејќи 1/3 од луѓето не живеат со 100 денара на ден, и да јадете папаја и бифтеци у влада. Не е исто. Така, крвта не е иста, плуќата не е иста. И сега она доаѓа што еден професор, дека бев на докторски студии, бидејќи имавме предмет етика и подпредмет биоетика, професор Вандербург го вели: во овој постлиберален десничарски модел имате развод на медицината од правото. Во оваа транзицијска пауперизација на народот, ние воведовме таков парадокс да кучињата и мачките како домашни меленици на богаташите имаат поубави услови да се лечат отколку нашите работници кои ги градеа фабриките и ги градеа се она што вие десничарите од времето на Тито не можете ни да го искречите. Од тука, не знам дали свативте колку е важен овој закон, но ако не го усвоите,
фрлете им ја медицината на кучињата, оти таа и онака веќе не е за сиромашните.